Опозицијски активисти вчера протестираа во Азербејџан, што е еден од ретките масовни протести во Баку. Националниот совет на демократските сили организираше протест против референдумот за измени на уставот. Тие побараа да се поништи одлуката за одржување на референдум кој е закажан за 26 септември. Ако референдумот биде успешен, тогаш ќе се зајакне власта на преседателот Илхам Алиев и тој најверојатно ќе го продолжи своето владение. Алиев е на власт од 2003 година. Полицијата во Баку вели дека на протестот имало околу 2500 луѓе, а организаторите велат дека вистинската бројка е неколку пати поголема. Властите дале дозвола за одржување на протестите, а немаше ниту апсења на демонстранти. Афганистанскиот преседател Ашраф Гани изјави дека мировниот договор со милитантната група Хезб Ислами е блиску до финализирање, со што се зголемуваат надежите дека децениската војна може да заврши. Преговорите започна во март, а ги води озогласениот воен лидер Гулбудин Хекмајтер. Постигнат е нацрт договор, но некои прашања се уште остануваат отворени, а тие се многу важни за спроведувањето на мирот, вели Гани. Тој денеска одржа говор по молитвата за Рамазан Бајрам. Активистите за човекови права велат дека Хекмајтер е одговорен за едни од најголемите злосторства извршени за време на граѓанската војна во 90-тите години на минатиот век. А милитантната група исто така стои зад многу напади на американски и на афганистански сили од 2001 година наваму. Официјалните власти се надеваат дека со договорот со Хезб Ислами може да се убедат талибанците да го прекинат својот бунт и да се приклучат на политичкиот процес. Муслимани во Косово го слават празникот Курбан Бајрам со молитви во главниот град Приштина. Илјадници верници присуствуваа на молитвата во големата џамија Султан Мехмед Фатих. Муслиманските верски лидери повикаа на единство, солидарност и мир. Муслимани во Руската република Татарстан се собраа во една од најголемите џамии во Европа за молитва на празникот Рамазан Бајрам. Кол Шариф џамијата во Казан неодамна беше обновена и повторно пуштена во јуни, 500 години откако беше уништена од страна на рускиот цар Иван Грозни. По молитвите следуваше традиционалното жртвување на животни. Овци и други животни беа заклани како символична молитва кон Бог. И во Киргистан се одбележува муслиманскиот празник. Преседателот Алмазбек Атамбаев го одбележа празникот со одавање почет на жртвите убиени за време на антируското востание во 1916 година. Тој се помоли во близина на селото Атабеит на комеморацијата за десетици илјади киргистанци убиени од страна на руските царски сили. Присутните им одадоа почити на повеќе од 130 политичари, професори, научници и други интелектуалци, убиени за време на чистките од страна на советскиот диктатор Јосиф Сталин во 1930 година. Илјадници муслимани во Киргистан се собра и во стариот дел на плоштадот во главниот град Бишкек, а на молитвата се приклучи и премиерот на земјата. Со гала финале синоќа заврши 12-тото издание на меѓународниот филмски фестивал на муслимански филмови во Казан, главниот град на Руската република Татарстан. 60 филмови од 33 земји се надпреваруваа на фестивалот, а главната награда ја освои иранскиот филм Безсмртници.